Дефинитивно целата ситуација влијаеше на сите, не можеме да кажеме дека не влијаело на никого. И во делот на прометот, и во делот на производството, секој си го имаше свој дел на тежината. Во однос на пласманот на производите не сме имале воопшто проблем, чак што више можам да кажам, можеби оној период се сеќавате, можеби месец дена имавме и зголемена поборувачка на производите. Проблемот можеби беше со тоа што како што целиот регион се зафаќаше, набавката на суровините почна да биде потешко, нормално почна да се качуваат цените на светски рамки, посебно берзанските цени, транспортот беше отежнат, сето тоа влијаеше на успорување на доставата на суровини, сето тоа го поскапуваше и нормално скратувањето на работното време, полицискиот час, можноста на достава на производи нели низ државата, низ маркетите, сето тоа влијаеше на една дополнителна ангажман во смисла не само на финансиски средства, него и на човечките ресурси, во смисла на можноста на организација и доставање на време на производите. Во идни нешто очекувате? Добро, сега веќе ситуацијата се стабилизира, валјда можеби сите ние веќе се навикнавме. Добро е во целата приказна што еве угостителите, рестораните полека почнуваат да работат, сепак дел од нашите клиенти се и тој сегмент. Тие се сигурно овие 2 месеци, 2,5 месеци трпеат доста огромни штети. Нормално ние со нашите партнери ќе си приложиме како што сме си работеле во целиот период. Одредени одлуки беа стратешки на компанијата уште пред во редата состојба, да речам, одредени мерки што се заведува. Ние, како што гледате од влезот на фирмата, веќе самите во смисла на заштита на нашите вработени со цел да немаме застој на производството, си преземаме дополнителни мерки повеќе од, да речеме, од тие што беа препорачени и претходно како такви. Понатаму одлука беше една од компанијата дека цените под ниедна услов и во смисла и на штета на компанијата, дека нема да ги помрдуваме ни пред ни после во периодот, ќе си приложиме истото да го работиме и со навремена достава. Нормално кога се огледувавме целата ситуација дека одредени гранки се повеќе погодени од нашата, да речеме, гранка, исто така одлучивме дека иако постојат доста мерки што се дадени од владата, рековме дека не ни е местото таму, сепак остваруваме одредена заработка и драго ми е да кажам дека во овој период не само што не отпуштивме ни еден вработен, чак што више имавме и нови вработувања, пошто одредени други фирми како што отпуштува луѓе останува па доаѓа бара работа, па меѓу нив имаше квалитетни луѓе кои што нам ни се најдоа во приказната, немаше намалување воопшто на платите, задржавме на истото. Еве, можам да кажам дека овие 2 месеца и можеби предвреме ги дававме платите, сепак сите луѓе имаат потреба од финансиски средства.